Долгите и најчесто здодевни локални сеанси се вистински предизвик за метаболизмот, особено ако сте председател на советот. Биохемиските процеси вршат страшен притисок, но тој мора да се издржи барем додека сите не кренат рака за во истата насока. Среќа е што клозетите се веднаш до салата за состаноци, оти ако се подалеку, неопходен е адекватен превоз. А градоначалниците, користејќи ги добрите практики, како оние на струшкиот колега, не сакаат и не можат да паднат под тоа ниво. Во најмала рака не можете да му убедите дека е потребно возило од 65.000 евра. Има возило од 25.000, 30.000 евра. Аз дисавте кој градоначалник има набавено возило од 65.000 евра. И за вработените во администрацијата мора да се најде некаква утеха. Не бива ќар да биде само градоначалникот или советниците. Добре дојдени се огласите на кои баш нивни колеги од соседната канцеларија делат субвенции за клими, например, и тоа по принципот кој најмногу им одговара. И да, кој ќе биде прв дојден, затоа што така гласи се огласот, ако не, вратата од ходникот спроти. Логично нели е дека тој ќе биде прв дојден таму кај што пријавуваат за субвенции. Иако била прва на списокот за вработување, известна наставничка не била ослужена од и недостасувала адекватна партиска книшка. Тужела, добила трошоците наместо тој што на конкурсот не ја примил, паднале на товар на незините колеги кои цел месец се без здравствено осигурување. Дали некој ќе одговара за ова? И дали еднаш ќе се престане со ова партиско вработување, дека некој мора да биде член на овие две партии за да биде вработен во некоја институција? Во Гевгелија никој нема да одговара, ама во Битола, поради лизгалиштето кај Магнолија, веќе се надзира дека нечии добри намери ќе завршат со лош епилог. Но вреди да се напомене ладнокрвното предупредување. Ви благодарам, директоре. Не направивте ништо лошо, направивте кривично дело. И на крајот, кога некој си подигрува со политичката математика. Како прво прашање, разрешување на сегашниот председател, како второ точка, назначување на нов. Кој е за разрешување на председател на Советот на општина? 3. 3 за. Ништо падне. Значи, подеме коалиција со ВМРО. Значи, јас ги поддржувам, нив кога требам, јас одеме поддржувам мене треба. А ти не си во коалиција ни со една партија, си сам. И тоа зашто правиш буцка меѓу нас? Председателот на Советот во Росома некако кротко јагне. Неговата партија формално е во коалиција со ВМРО ДПМН, ама неформално со градоначалникот од СДС. Ем Цица, ем е незаменет.